Белата куќа го опише израелскиот воздушен напад врз бегалскиот камп во Рафа како срцепарателен, но не направи никаков потек да ја ограничи војната помош за Израел или да ја смени својата политика за поддршка на правото на државата да спроведува операции во Газа. Во овие вести во живо од Вашингтон се јавува Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, кажи ни повеќе за реакцијата од Вашингтон. Кате, добро вечер. Американскиот председател Џо Бајден постојано го предупредуваше Израел да не започнува копнена офанзива во преполниот јужен град во Газа. Но Белата куќа истакна дека не верува дека воздушните напади од викендот ја преминале црвената линија на администрацијата или гарантирале промена на политиката. Портпаролот за национална безбедност Џон Кирби рече дека администрацијата на Бајден била многу остра и ја осудила смртта на невините цивили. Кирби рече дека ќе се спроведе истрага за да се открие што точно се случило. Акцијата на Израел во Газа, која доведе до смрт на повеќе од 35.000 луѓе, според Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас, беше осудена од неколку сојузници на САД. Хуманитарните агенции, вклучително и Агенцијата за бегалци на Обединетите нации во Газа, параат прекин на огнот. Додека истражителите се обидуваат да го отплеткаат она што се случи во Рафа, аналитичарите велат дека администрацијата на Бајден е под голем притисок. Мартин, како тековните војни влијаат на председателската кампања на Бајден? Кате, на 5 месеци до изборите во ноември, без дипломатско решение на повидок за војните во Украина и Газа, председателот Џо Бајден, кој во 2020 година водеше кампања за ставење крај на вечните војни, го оддалечува вниманието на гласачите од американските активности во странство, фокусирајќи се на домашните приоритети. Председателот Џо Бајден не ангажираше американски војници на теренот во ниту една војна. Вели дека нема американски војници во војната во Украина и решен е да го задржи тоа така. Бајден постигна голема победа во надворешната политика во април, обезбедувајќи усвојување на двопартискиот нацрт закон за странска помош, кој вклучува 61 милиарда долари за Украина и 26 милиарди долари за Израел. Но од тогаш тој го префрла фокусот на своите пораки подалеку од странските војни. Во последниве недели, Бајден ја засили својата кампања фокусирајќи се на економијата и други домашни прашања што му одат во прилог, вклучително и заштитата на правата за абортус, ослободување од студентскиот долг ако должниците ги исполнуваат условите за тоа, борба против скријаните даноци за отпад за потрошувачите и зајакнување на производството. Анкетата на Reuters и Ipsos во мај покажува дека иако многу американци не се задоволни од ангажманот во тековните војни, тие ја гледаат инфлацијата како поголем проблем со кој се соочува државата. Кате? Ти благодарам. Мартин се јави од Вашингтон оваа тема.